Нема нови заболувања од жолтица во Штип. Во моментов на инфективното одделение се хоспитализирани веќе познатите 11 случаи, но опасност се уште има. Со оглед на самата ситуација дека се работи за хепатит, нормално е да очекуваме дека веќе се остварени фамилиарни контакти или поголеми, пошироки контакти и нормално е дека треба да очекуваме дека за нови случаи да дојдат. Сепак појавата на заразната жолтица на само 10 дена пред стартот на учебната година ги вознемири родителите. Треба да има и служба од докторите да се пуштат во училиштата да ги прегледат децата. Па мислам дека секој родител ќе биде загрешен. Знаеме какви последици остава и што следува со нејзината терапија. За ова да не се случи, надлежните институции во Штип го подигнаа нивото на внимателност. Значи во училиштата кога ќе започне школската година, а претходно треба се направи генерална дезинфекција од наша страна, потоа да се одржува хигиената на рацете, на дечињата, да се врши редовна дезинфекција на просториите, патосот, клупите и многу често проветрување на просториите. Здравствено мобилизирани се и директорите на образовните институции. Но кога има вакви појави, секако дека се превземаат и дополнителни мерки и согласно законот и согласно барањата од медицинските лица. Перманентно се работи на дезинфекција, дератизација. Сите простори се обелени, се е исчистено, се е подготвено. Ќе им обезбедиме и на класните часови и на родителите материјали, промотивни материјали со кои што и тие самите ќе знаат како да треба да се заштитат. Во меѓувреме се уште не е познат изворот на заразната жолтица, додека училиштата се дезинфецираат, епидемиолозите се обидуваат да утврдат од каде се почна. Ова оди тешко, зашто сите хоспитализирани се од различни делови на градот и на различна возраст.